На крајот од оваа недела следува уште една промена на часовникот и шок за организмот. На 31 март ќе спиеме 1 час помалку и ќе станеме 1 час порано, што сериозно го оптоварува срцето и мозокот. Па секако дека имаме промени во биоритмот. Организмот на новото време сигурно од прилика околу 10 дена да се адаптира и сметам дека ќе се појават одредени здравствени проблеми. Посебно кај постарата популација на граѓаните. Па што да може да влијае, од имам некои тешки притисок, такви работи нешто. Може да влијае. Не е добро што се тоа менја, изменуваат се тие, како да ви кажам, порано те станувањето, тоа чува малци на здравјето. Ја мислам дека не се ти нас постари човеци се ги сметани тоа. Значи, чувствувате некој проблем? Да, како не, тоа се многу чувствуваат. Дека ова не е само индивидуално чувство, туку сериозна закана, потврдува и медицината. Некои од студиите покажаа дека навистина има последици при промена на времето, посебно за хроничните болни и за оние кои веќе имаат нарушено здравје, било да го знаат или да не го знаат, затоа што во овие периоди е забележано сепак зголемување на проблемите од кардиоваскуларниот систем, луѓето со хронични проблеми со притисок и слични проблеми, така да и во овој период што следи за пациентите од нашиот регион, од Македонија, препорачуваме посебно оние кои знаат дека имат вакви проблеми, хронични болни кардиоваскуларни заболувања, да се внимателни и да се адаптираат постепено. Посебно се критични првите неколку дена после промената на времето. На промената на часовникот секој реагира различно, но има неколку трикови кои може да се применат за организмот полесно да се адаптира. Тренингот треба да почне уште од сега. Од утре па до сабота, секојдневно поместувајте го алармот за 10 до 15 минути порано од вообичаеното, за да го навикнете организмот на порано станување. Поместете го и времето на дневните оброци. Стоите колку што е можно повеќе на сонце. Силната светлина ќе го регулира внатрешниот часовник. Ако ја примените оваа едноставна антишокова терапија, промената на часовникот ќе дочекате подготвени, без тоа да биде причина за главоболки, деконцентрација, умор, па дури и срцев удар. Искуството докажало дека првите 3 дена по промената на часовникот, инфарктите, несреќите во сообраќајот и на работа ги има најмногу. Од тука, менувањето на зимско и летно време треба да се свати сериозно.